Сигурен се ќе снимаш? Не ти е добро. Село напред, село. Дали бре шо е парк? Конечно мир. Каква природа зеленило околу мене. Погледнете. Прекрасно. Прекрасно. Денеска, драги гледачи, моја верна публико, вашиот Стефан ќе живее во планина, во природа и денеска ќе се посветиме на сите добри нешта во природата. Што зборам глупости? Пред да започнеме, ја ви ве замолам. Значи, вако од срце ве замолам, нема филување. Повеќе од 50% од вас што ми ги гледате видеата, немате ставено subscribe. Бесплатно е. Уште само 10.000. Стварно, де време да кажам 10.000, човече. 10.000 до 100.000, дајте да се радуваме, silver play button дојде, драги гледачи. Стајте subscribe. Денеска со Димче, мојот брат, кој што убивме со првото видео, ќе бидеме 24 сати во оваа прекрасна планина. Тој ќе ни каже повеќе. Спремни сме со сталаци, со кебиња, спремни сме со гардероба, но она што е најбитно, за да имаме безбедност, благодарност до Крусел. Видете повеќе на крусел.mk. Земав една светилка која што работи на батерии. Пам! И оно што е најбитно. Шета си земав бе, чичо. Па како? Значи мора да бидеме спремни за сите нешта што ќе се случат денеска. Уживајте во денешното видео кое што знам дека ќе трае сигурно повеќе од саат време. Шо ти е, бе? Почел да напада. Те убив, чекај малци. Господине, ние на автостоп дојдовме. Па дај, ќе излезете да не соберете или како? Ајде. Многу ми јако денеска. Сори. Димче! Димче! Чекај да не ме Треба погазат. коли да се облечеме денеска. Ја мислам дека по патика нема да биде. Не е кул по патики да тераме. Ја мислам дека треба да испоштуваме све што ќе кажете. Спремен се се облекаш? Не се пријавив за ова, не се вработив за ова. Нема плата месецов, дече кој е плата. Мора гол да се совлечем за плата. Па сега, Чичо, OnlyFans е во мода. 5, 4, 4, 3, 2, 1,5. 1. Ајде, бе, Димче! Бе, Димче! Ајде, добро ми дојдовте пак. Најдо. Живи, здрави, се надевам дека сте добро. Како сте? Како си? Одлично. Здраво, здраво. Димитар мило ми е. Со матшета Те дојдов. правиме, се ќе лови мене нешто, здраво. Со вакво. Значи ќе има големи шанси да го преживее денот. Оправено, да. Традиционално македонски граф. Ти беше гладен, нели? Така? Јадеш графлар? Да не јаме потешкоти во текот на денот после гравот. А мевце не јадеш? Па нема гравот е заменен за месо, што? Шубаво мириса. Од воа немате поубав граф, правилно верујте. Граф на огин во бакарно котле. Како порано што А што готвим. му ставаш? Ништо, Макдоналдс. Нешто зачни, ставаш сол? Та, солце, Макдоналдс. Што во мириса става? А ти си принцот, шо имаш лорд? Јас имам. Кој е принцот? Ти си принцот, сака да го кажем си. Ќе ни правя вечер. Кај ќе спиеме? Дај да им кажеме сега, гледачи, што ќе правиме денес? Значи денеска... Дали ни спреми нешто? Чекај малце, може да се... Не може. Не сега може. Снимаш? Со рефлектори, со све. Што ќе правиме? Па нема да правиме ништо посебно, освен тоа што го правиме секој ден. Редовна рутина. Значи јас имам секој ден правам нешто. Добро. Сега денеска имам во план да ги вадам дрвцата, затоа што е многу жешко. Да. Ќе ги вадиме дрвцата, ама рачно ги вадам дрвата. За да имам повеќе контакт со дрвата, па со кофи. Аха, со кофе. Црпиме вода од бунарот и ќе ги вадиме дрвцата. Може. После ќе собираме дрвја, затоа што веќе иде зимата и ми требаат дрва. Ќе ми
Кај ги Ќе ставиш? ви послужи ваа снага. Не, надвор. Ќе се видиме колку Јас изјав мачета, не знам за тебе. Јас сум спремен. Ќе видиме, одете А кај спремен. ќе спиеме? А после вечера ве носам на едно многу интересно место. Во една пештера. Не ни знаеме. Во една пештера, да. Каква пештера? Малце тешко се стасува до пештерата, се надам дека сте спремни. Како Малце едно високо, така по карпи малце ќе Ќе одиме. одиме? Ќе Лорд, ти одиме. како ќе снимаш и ќе одиш? Ќе одиме по карпи. А ќе биде многу интересно, Дали да. јадеме само граф денес? Денес ќе јадеме па граф, да. Дај нешто да, а ти не јадеш месо. Граф може вечер нешто да направиме компири ноги. Во пештерата ќе се запалиме огин и ќе ставиме компири на жар. Многу субаво. Топ. Од тоа нема побого. Може. А може Да. ако природа се наоѓа нешто да се исече него да се земе или не се наоѓа ништо? Нешто се јаде. Може коприви нешто таква работа. Дај нешто такво сакам да јадеме што не сме пробале никад. Ако нешто ти си јадал, Па не знам коприви може да никад не сум јадал коприви. Си јадал коприви? Може копривите се многу здрави. Не? Може да ги Да пробам. караме Ќе коприви. ве научам како да јадете живи коприви. Живи! Ќе јадеме живи, тоа живи коприви, да. Па ај честито Баш да видиме честито да е дено, што да кажеш. Браво, Степан. Фала. Браво, Па Стефан. ајде да почнеме со вадење од и мене дрвцата ми се очена состојба. Не Ајде. бев тука и мора да ги вадим Ајде. дрвцата. Значи да ќе ми помогне за дрстата? Нема да ти помогне мачетата после ќе ти помогне кога ќе одиме на пештерата да очистиме патот. Може. Многу ќе ти супер што си ја земал кога да си знаел каде одиме, гледаш? Ја се спремев. Ќе си го мислиш тоа? Но ја реков дека како тебе живеам денеска. Шо преш ти тоа правам јас? Ајде, супер. Значи ако кажеш голи трчаме по природа. Ќе кажам, Па трчаме. ќе кажам. Ти Ја Шо? кажав, шо кажеш ти тоа? Ајде. Значи, ако те здоволи, тоа ќе осватиш само како сензација. Ни добра, ни лоша, чисто сензација. Така ќе ја Значи не е болка. Не, сензација. Животот не е само убава сензација. Аха, има и лоша и Лоша добра. сензација и добра. Ако доживуваш секако сензација, полесно ќе ти мине живот. А ладно и топло постои. Исто сензација, се е Тоа е, сензација. виж, да. Денеска ќе научиме многу работи, ја мислам. Да. Ајде, Така свати. како се Епа, става? ајде сега пумпај малку вода. Аха, ајде. Вака. Испумпај вода и ќе ги вадиме дрвцата едно по едно. Може. Почетно само, мала да се. Од кај да вода? Два иде од подземја, 10 метра вода. Сам го направам? Сам ја најдов водата. На мојот роден ден 11 април дојдов до вода. Се снимав на Facebook, да. Да? Дента стана, викам да копам ли денес, като сам си окопам рачна бунара. А како оди тоа са преку што фактички доаѓа до овде? Ово е цевка. Цевки имаш? Цевки имам, да. Сам си го направи. Да. И точно за мојот роден ден дојдов до вода. А, подсечно треба. Ке се научиш. После вие денови ја одам на YouTube да работам, Стефан вака ќе се Ја ти живее. го оставам, моето ти, Да се твоето. релаксираш малко, да видиш колку е убаво, да. Ама ја нема да издржам само многу. Не? А што ти, се Стефан, случува, тука? чекај, треба да спием во пештера, ако ти киднам, Како мислиш ако ми киднеш? па се будиш и нема. Лошо е ако се разбудам, вас ве нема. А вие не сте киднале. Треба колку кофи на ден става? А имам 20-30 дрвца за вадење. 20-30? Да. И ова. Да. И ќе биде цел клип како полија да копа вода. А, преве го побрзо е. Така. Ехе. Па ја одам да вадам, сега ти таман полни. Бесанка Шакич после видео. Чекај, Димче. Колку кофи? Па 2-30 кофи сите дрвца треба да минавам. Смело. Се прашува колку кофи од 2-30 се смее сладко. Ако Лорд, Ако- сега ќе ја земам камерата. Да, не, уствари, добро е да си камерман. Ајде. Сите трауми да видели. Ајде да те видиме тоа. Ајде. Ајде. Што очекуваш? Ојте така отлично, така. Дај кофата стави. Одличен си, одличен. Еј, знаеш што? А, Ова пуно е, мислам дека треба да полежне некој дрвце. Ајде. Леле. Мене ме боли што те гледам. сме си боси. Имам допир со природата. Леле. Ајде сонце на бата. Ајде. А, со ирлија вака? Ние ќе си ги полниме дрвата сега и после што ќе ќе ручам. Ќе ручуваме, па после ќе собираме дрво од кај реката. Значи денеска не исполнет денот. Пробај.
Ова е органски домат, Марек. Нема. Тоа е глина, немаш Марек. Колината. И ова е. И солени се. Сакаш? Зашто се солени? По такви су, лош проблем. Многу субај. А овие? Да, бе, природни. Тие не су зрели. А ова со графчево како ќе оди? Во, нели? Ај ќе ги обереме висите што се црвенки, ќе ги измиеме за со графчето, да. Ај, види се. Нема шанса од минути. Стефан is in struggle. Не се сеќаш на нозе? Сензација е тоа. Сензација било. Каква сензација чувствувам сега? Што? Рузмарин. Види с него да видиш. Стварно пребува. Да, ова е зачин. Ќе оставиме графчето? Да, ќе оставиме графчето. Да ни узбогати малку вкус. А ти го прешо или природно така тука? Не, ја го ставам ова. Ти го седиш? Да, тука имам рузмарин, тоа до него е лаванда. Ставиме малку лаванда да измешаме. Скини неколку колку ќе оставиме. А Макдоналдс си купуваш? Макдоналдс не. Макдоналдс имам мој, си го сушам и ми трае по неколку години. Макдоналдсот не се троши толку многу. И добро, што јадеш на дневна база? Денеска графче. Компир? Графче, компир, ете салати. Не знам, ораси јадам, не знам што, овоше јадам. Знаеш што е во седна? Зеленчик јадам. Стек спржен. Топ. Ви, читай што пише. I don't eat my friends. Мутап. 2-0 за тебе од старт, само што почнам. Ајде додиме му ставиме малце зачинот и ние сме баѓи гладни. Ова е лаванда, ова е репелент против комарци, служи за смирување, некој кој има проблеми со спиењето може да си направи чај од лаванда, многу помага. Смирува многу. Ова е природен антидепресив, лавандата. Преубава билка, многу благородно. Стефанче како на јајца да гази. Види. Оу. Па не, нема трња воопшто. Све е сензација. Скрши вака малце зачин, ќе ми ставим. Не знам колку сакате, ја што малце зачин. Колку ово изгледа шала на страна. Оф. Ај здраво на сите, од мене и Динче. Добар ден. Како ќе поминеме, кажем се? Денеска ќе поминеме многу интересно. Мислам, за нив интересно, за мене вообичаено. Секојдневие ти е тоа. Мене ми ова секојдневие и добре дојдени сте сите во моето секојдневие и мило ми е што сте денеска со нас. Оф. Преува. Спремно? Па да, уште салатата. Ама на киселари. Салата, што правиш? Домат? Па од доматите што ги набрав. Преува. Ни ги викам А зашто не си патлиџени. садиш и кромич? А не можам да стасам се. Еден човек сум, разум. Да. Пробувам на сите страни ја да држам некој. Преува, стварно многу изгледа. Поверете, Знаеш дека никогаш не јадам овак. ќе донесам сега и лажици. Нели тоа е сензација кога ќе размислиш? Сега сензација. Па колку полесно ги прифаќаш работите ако ги прифаќаш како сензација само, не како негативно или позитивно. Како нешто само што дошло и ќе си оди. Стефан, не го стигна фрилот како сензација приватника. Бањаме ли во некоја река? Ќе се бањаме. Во Бауна, секако ќе се Ама нели е бањаме. Тука многу- на пола пат. Нели е многу ладно? Стар доматов, 5 минути. Да, и видиш. Многу ладно. Носи да ќе окинеме. Како на здравје? На здравје, фала, на здравје димот. Како? Не могуше да се не од боле град. Да, Извини, тато, ма. Татко ми цел живот прави граф? Не, ова е. Ама не е правил на огинот ја прави Да? Да. До огинота? до огинот. Огинот дава посебен шмек. Готвиш вака? Мислам си сакал да готвиш порано? Не, се научив од што морам. Да? Но не готвев порано, виж. Ништа? Ништо. И шо беше прво што научи да готвиш? Прво помфрит правев. Помфрит. На Плинско. Беше Тодор Пештерски, еден духовник кој живее на ртај на пирамидата во Србија. Он имаше предавање и имаше еден Воислав Паунич за руни не учеше. За нашето старо писмо пред. Се интересираат луѓе, а?
Епа тие што се навлезени во тие теми се интересираат во духовност, во старата ветска историја што викаме ние, да, се интересираат. Мене ме интересира, ја истражувам таа наша ветска историја. Ние сме на вие простори, значи вака, ние веруваме дека од Бугарија до Русија сме биле ние една држава, сме се викале род. Немало вака како сега држави поделени. Сите сме се викале род меѓу себе, сме биле една нација, една држава. Пред колку години? Па пред 400 години, 500 години. И што се сменило после тоа за да станеме? Па не поделили на држави и сите ни покарале меѓу себе. За да не владеат полесно. Или нас македонецот како не толчат со време, даваат некоја лажна историја, дека нас не поробувале, не угнетувале. Да. А тоа нема никаква врска со реалност. Успеал нас да не пороби, никој. Александар Македонски, нели? Од каде почнал? Колку поробил? За античка Македонија веќе не се ни зборува. Нели се зборува дека Македонија постара до Исус Христос? А да, ние сме цело време на овие простори. Например, нас не учат дека ние сме дошли од кај Карпатите, така? Да. Словени. А русите ги учат дека дошло од кај Балканот. Замисли, колку тоа е идиотски. Да. И у исто време. У 5 век ние сме се разминали, они од Карпатите тука, сеќаш. Тоа е многу идиотска теорија. Сега ми го стоеше Роџер Зоки, баш со него правевме една тема и он ми кажа, значи ние сме од секогаш сме биле нови крајови. Од секогаш. Да. Ние сме од секогаш на овие простори. Тие сите градби што сега ги представуваат како римски, тоа се наши градби. Римјаните само дошли и ги превзели, ставиле нивни знаци. Тоа се наши градби. Ние од секогаш сме на овие простори. И никој никогаш не успел да не пороби, затоа што македонскиот селенец никогаш не се повлекува. Он застанувал на прагот од куќата и тука чекал. Но никоја војска Што не се е. промени последниве 50 години? Ништо не е променето. Пропаганда има голема. Значи голема пропаганда има пуштено да одиме да им работиме на запад. Знаме си оставаш куќа тука, одиш некаде да плаќаш кирија сметки да работиш, да не ти остане нич пари. Подалеку од пријатели, подалеку од фамилија. Тоа не е здрав разум. Тоа е чиста пропаганда. Да, ама луѓето си одат поради финансиски ситуации. Ама кој финански сод ти плаќаш кирија таму тука оставаш куќа, оставаш се. Да, ама немаат приходи. Може имаат куќа, немаат приходи, немаат иднина. Разочарани се од системот. Не си одат пошто сакаат, си одат пошто мораат. Кој би си отишол од дома ако не мора? Многу ретко кој си оди од дома поради тоа што сака. Кога ќе отидеш веќе таму ти си во стапица, сите очекуваат од тебе ти таму да направиш нешто. Ако се вратиш си неуспешен. Сваќаш како општеството ти прави притисок. И ти веќе си отишол таму, луѓето седат со сила таму. Ти верува, јас пробав малку ете во Норвешка, отидов некое време, тоа е вакуум таму. Тоа најубаво го објасни еден дедо на пазар, една жена викале, у Норвешка колку е се убаво наредено, се ти е, се можеш да купиш. Нема никакви проблеми. И еден дедо стои вика, знаеш оти е тоа така, оти. И нас ние се вртиме, викаме оти, вика оти Бог кренал раци од таму. Кога не те предизвикува. Бог, кога не ти дава преко се ти е наредено, свеш, кога се ти е убаво. Што е во тоа Тоа е лошо предизвик? според тебе? А лошо е, нема во тоа Бог. Бог, додека имаш предизвици во животот, тогаш убаво, или како народ, додека предизвиците става на искушение цело време. Аха. Тоа значи кушта има таа енергија тука. Си бил во Норвешка? Малце отидов во Каде? Норвешка. Во, која знам, Хурдал се викаше место. Што правиш, не? Нагости отидов, во едно еко село да го посетам. Аха. Ме поканија луѓе од Норвешка, тука дојдоа кај мене, ме поканија кај нив да отидам во еко село. Би живеел таму? Они ми понудија се таму. И кај нив да правам куќи и да седам и се. Ја отидов да пробам, многу фини луѓе, многу се засакав, но Наши денеска македонци? не, норвежани. Значи се е убаво, ама ја нема таа енергија. Интересна ме, разбираш? И ти кажам пример, седев у Норвешка ето 20 дена, се враќам назад и во Белград во автобусот, што носи од аеродром до градот, куферите, еден тип му вика на шоферот, ај симни ми куферите. Му сврти, ја тебе ти ги симнам куферите. И починаат да се караат, сваќаш. Ја тога сватив дека 20 дена не слушнав повисок тон. Се беше рамно. До толку живеат бесите? Да, до толку беше така. Не уживаат, оно се така направени, се да биде на тоа ниво. Така навикнати? Така се, ја тога сватив што ми фали, като и повисок Ти тон, тебе таа ти фали? енергија, таа живост. Фалија се кара. Не да се караш, таа живост. Ја мразам карање, таа живост, кога се симнов свирија со свиричија нешто имаш некој протест у Белград, точаци. Одма живост се осеќа, сваќаш. Многу подруга енергија. Прв пат слушам вака радио Словенија. Обично Така е. луѓе тоа го категоризираат како мир. Да, бе, баш тоа е што го бараш. Да, си бараат мир, а ова кај нас има хаосот проблем. Ама ти го гледаш како енергија. Како е, тука има животворна енергија. Знаеш, таа животворна енергија што те движи. Таму верувај ти нема да можеш толку да чувствуваш таа животворна енергија.
Одиме во маркет, си купуваме со луѓето што во моето село, си купуваме нешто за пиење и сите се взимаат по нешто и си купуваме сите по нешто, взимам безалкохолно пиво, ти не пием алкохол, да ги дружам само. Мислев ќе одиме некаде да пиеме. Они сите си отидоа секој по дома, сам да си пие. Јас стоам пред маркетот, викам, а не е можно, викам. Ајде си. Вземате пиво и по дома си ти. Да, ја мислев одиме во маркет и гледам взимаат алкохол, си викам некој ќе одиме кај некој дома, нели? Така нас е така. Бабе, дружба правиме. Дружба правиме, после работа ти работевме, тој ден садевме цвеќиња, нели, напорен ден, викам, мајк, нели, кај нас е така. Сега не пием алкохол, си земам безалкохолно пиво да ги дружам, нели, супер ми е со луѓето. Да. Они сите дома си да секој сам да си пие. Они си зема алкохол. Ја останав, Норвежани луѓе? Норвежани, да. Јас останав, да. И ме поканија на гости, например, денеска е среда, ми дадоа дата кога да дојдам. Примерно 16, дојди во 9. Нема да ти дојдам кафе да правиш. Нема шанси да ти тропне некој на врата таму, нема да те прими. И да ти е другар нема да те прими. Јас така го доживеав тоа, да. Од јас дојдов од отворен свет. Мојот свет е отворен, јас кај моите другари одам кога сакам, кај родни, неки пријатели. Можем да се јавам секој. Си бил некој светец со своите ученици и си шетал. И стасал до некое село, они шетале долго време, една недела, стасале до некое село кое што е многу богато изгледало, имало некоја журка, ваму таму сите се веселеле, јаделе, пиеле. И он рекол, тука ај ќе побараме пренокиште храна. И они влегли у селото и му побарале, може ли да не угостите? Ви рекле, не, немаме ние, како немате, види колку сте богати. Не, еве, тука легнете на земја, спиите, не замарајте, не. И они преспале таму, не ги угостиле ништо, вие богатово село, што било наводно богато. Они пиеле, јаделе, не ги поканиле нив на трпезата. И си преспале они тука на патот, си станале сабелината да си одат и вој што бил учителот, им рекол на учениците, ја го благословувам ова село, вечно да има вака пари, да биде тука, да има просперитет, вие луѓе да опстојат за секогаш, разбираш. Сега ученици им било малку чудно тоа, ама си прикјутеле. Продолжиле да одат понатаму, пак по една недела стасале до сиромашно село, наводно сиромашно, сите по дома, куќите стари, тропнале во првата врата, им побарале пренокиште, одма ги угостиле. Рекле, влезете слободно, шо сакате, се што имале последното им го дале нив. И кога си одел во светот рекол, сакам ја во село скроз да се уништи. За сиромашното? За сиромашното. Сакам да го нема, цело да се разурне, да се уништи се. И се ученици рекли, како за во богатото село сакаш се да биде најубаво, во да се разурне. И он рекол, затоа што јас сакам доброто да се расшири, да не биде на едно место. Свеќаш? Ако тоа село не просперира, луѓето ќе почнат да шират добрината на секаде. А ако тие лошите почнат да се шират на секаде, ќе биде многу лош светот. Тоа што би го селото, луѓето би морале да си одат, а тие се добри луѓе. И тоа го правиме ние македонците. Значи ние кај одиме ги учиме луѓето како да живеат. Значи кога ќе отиде македонец од таа вештачка средина у Скандинавија, он ги учи луѓето на живот. Одма внесува живост, се спријателува. Значи Бог сака доброто да се шири, а злото го собира на едно место да седи. Ја мислам дека Македон, да, па види. Мислам никаде да лагна точно. Па ние македонците сме најраселени луѓе на секаде. Нас нема дури некои острови. Па да, па ние ги учиме луѓето на живот и на добрина. Бог го сака токму тоа. Општо и балканецот е, и србите например, и хрватите. До душа хрватите се малку веќе имаат прифатено таа од тој менталитет, меѓутоа стварно, кај да отидеш, за кафана сме први. За дружење, општо за помош, за работа, ти некада ти треба помош, македонец ќе побраш, треба кауч да качиш дома у некој друг. Македонец ќе дојде да ти помогне, норвежец нема да дојде. Еден македонец да има у зградата, одма ќе се смени енергија. Одма ќе проба да направи контакт со комшијата, кафе да пијат, муавет, надвор ќе испадат нешто пиво, скара, кој што си Што мислите вие на тема, може да напишете баш? Може, да. Ми се свиеше ова како споено целото. Да, јас така. Пишете што мислите баш на тема. Значи ајде одиме сега да собереме дрве. Јас собирам дрвја од реката и собирам само суви дрвја, се трудам да не сечам дрвја и до сега сум горд на тоа што за моите 15 години живот во природа немам исечено ни едно дрво. Сега ќе ве носам да ви покажам како собирам јас дрва. Јас мачетава што ќе правам. Ти со мачетата. Ќе плашиш. Или ќе сечеме некој дрво. Ќе сечеме суво дрво. Значи веќе паднато дрво. Ова не го правете вие. Не е добро, сега колку за видео, чисто да правам мачетата, мене ми е кеф, едно-две, може? Не може, нема шанси дрво сечеме, ќе пресечеме суво дрво. Паднато дрво, тоа ќе ти даде. Тоа е веќе мртво дрво. Нема може да го сечеш колку сакаш. Па не на такви мислев. Такви ќе сечеме сега, може. Да ни објаснуваш. Сега Стефан ќе сме едуцирани ние. Да, ќе се истори на дрвјата сега.
Ој, како ме погоди, еј. Пичо, гледаш ли што е сензација? Јас сум допрен и зближен со природата, ти мене ми избориш лошо, ти враќа природата. No comment. Рековме дека ќе се бањам, ама некако јас се пришманив. Лелелелеле, густо влагаме, густо влагаме. Што? Овој летниот дел ваму се спијам најчесто кога е лето. Што збориш? Многу е добро. Да, се уживам супер, да. А го имаш направено Тоа од будем тоа што направено од глина, да. Да, тоа е убаво. Да, само ние нема да го пробаме сега, ќе сечеме дрво, со здел. Ќе работиме. Од другари тука сигурно. По никој девојче. Ајде сега да испробаме оваа мачета. Значи еве јас собирам дрви од реката, че реката ти обезбедува колку сакаш дрва, нема потреба да ги сечеме овие прекрасни дрва што ни даваат кислород. Значи суво дрво се сече. Морам да пробам, држи. Еј, каде бе? Ајде влези плитко, днес. Колку е горд насе, браво. Да влезам. Браво, Стефан! Кога вадна? Натаму не оде отиот главо. Дефинитивно нема да се бањаме денес. Се бањаме на таа. Дали оваа реката која што ќе треба да одиме? Не, одиме на Бабуна. Многу е ладна. Бабуна е потопло. За колку степени? Така си чистив. Леле, сега бетерлом ќе се направи. Ајде сега да сечеме некој дрвце, пробај со мачетата. Да видиме колку е силна, може? Да се тргнам настрана јас. Браво, Крусел.мк. браво. Пази само да не ја прегориш многу и тргнам. Треба да ја погодам два пати. Не страда не ја прегориш мачетата, малку нека се тргне. Заебано е малко. Саш да пробаш? Знаеш како, да. Дај да пробам. Ова, сече, добро е. Не е како секире, ама сече. Тај ќе пробаме со пиличката која да сече. Ајде држи малку. Ајде. Хај го, најдов и бе најтешкото дрво. Не, ето го. Супер е. Се ме намера, да не биде тук. Внимателно. Нежно треба. Амбицијата е битна, бе. Дајте некоја песна. Ај шо ме раки имам, бабо. Колку ногава му е. Пробај со мачетата. Кеф му е да удри. Страница која малаше полно, само пати на раката да ти клиза, неа држи. И после било у природа релаксација. Да извадиш нервоза. Удри. Ке ме пријавиш? Зашто? Дали се паднати ови? Добро е, како си ти? Чекај, извини, само да досечеме, ќе ми кажеш. Ете го. Сања висера. Сега си ги сечам дрвета тука, значи прво ги вадам од реката, па ги сечам, после ги носиме нагоре. Ја што волим овој режим, кад свира да ја лежим. Радим, Гаш. радим цео дан. Нацо мори. Тамо си ги сеташ? Не разбирам стварно младија, не ли сакаат парија дека да работат. Така? Не ги разбирам стварно. А замисли, па никој не знае која е техничкава поддршка на јутубери, бе. Въобще не е толку лесно како што изгледа. Тоест не знам како изгледа. Лесно изгледа. Добро, тешко ли е? А? Тешко ли ти е? Па гледајќи бе вас, не. Сега до малце коприва, еве, таман до копривата до. Куприва. Коприва да јадеме жива малку. Нема шанси. Ајде, сега. Како жива? Па така жива коприва да наберем и да јадеш. Како се јадеш жива куприва? Да, сега ќе ви покажам како. Дали ќе јадеш куприва во моментов? Да, и ти ќе јадеш. Оти јас јадам, мори ти да Дали јадеш. пече? Или прави сега што прави? Да. Или ќе биде видеото 90% правам Димче што прави днес. Ајде се, не е лесен животот на јутубер, знам. Ај, боцка. Да. Не, боцка ли? Боцкало. Сензации ми прави. Копривата може да јадете и жива. Значи, ја зимате копривата вака, ја вртиш од едната страна вака. И наведнуваш надолу и ги кршиш.
Имаш и таму коприви, дели позади. Значи сега ако нема колку ти треба 100.000 претплатници после јадењево на коприва, џаве. Те пржи? Ау, брат, како питонка да ме увапала. Ај. Значи сега Стефан ќе јаде копривата, само за да добие 100.000 претплатници. Чекај се, ќе стават сабскрајб ако ја јадам? Ете, видете. Ле. А ја треба тоа да го јадам. Не, ајде да јадеш, да ни покажеш прво ти на нас. Не ми требаат претплатници. Ез да фркам, сега ќе ви покажам како јадете коприво без да се испечете. Значи постои начин, копривата е многу богата со хранливи материи, премногу богата. Сега ќе ви покажам како да ја јадете. Значи кинете копривата врвот, ја вртите надолу и кршите боцките што се на копривата. Значи кршите пече моментално? Не, затоа што боцките се на ваа страна и кршам надоле. Добро. Така. После зимам, ја туткам, ја правите топка. Правиш топка, повелете. Сега Стефан за да добие 100.000 претплатници ќе си јаде коприва. Само ако не сте се претплатили, видите што преживува. Видите му само погледот. Вреди јавиство, вреди. Каснije слободно. Озбилен си, стварно? Стварно, каснije. Нема ми се деси ништо. Каснije, ќе се деси 100.000 претплатници ќе имаш. Не го цела правам. лапнија. Не го правам за претплатници, ова го правам за атер, не знам. Сите знаеме ако правиш за претплатници слободно. 3-0. Ајде, А не, ајде. прво ти, јас не. Ајде каснije, ја друго ќе си скинам. Еве, Скини сега. друго заедно да јадеме, ајде. Сега Стефан. Ајде. Ајде, претплатете се луѓе, видите што. Цела лапнија, цела. Многу е вкусно, лапнија е слободно цела. Те сакаш уште да јадеш од што е вкусно. Чист извор на железо добиваш. Или не могуче. Преубаво. А тебе те печеше? Марула? Посолена? Преубаво. Значи ти требаат вакви само 2-3 топчиња ти да преживееш ако си го природ. Значи 700.000. Сега мора да имаш ти. Сега треба subscribe. Да, subscribe. Сега ме пече грлото. Ќе ми туриш малце? Фала. Одиме некај пештерата. Тоа пештера има име? Нема име. Може да и дадеме сега име или некој крстиме некак. Пештереникис. пештерники. Многу креативно ова име. Многу длабоко име. Да ви кажам искрено, до сега супер, онака поминавме, не знам колку, 4-5 сати поминаа сигурно. Со многу од времето што него снимаме, нели си седиме, си правиме обед. Сега идеме на некоја пештера во која што ќе спиеме. Полниме 2-3 шишиња води за да јеме со нас и треба да преминеме река, а до пештерата требало да се качуеме. Сега ќе видиме како ќе помине, мислам дека за сега е све супер, се надам дека ви уживате во видеото. Продолжуваме понатаму. Димче, како мислиш ти јас да пројдам? О, кај си газда. Не е длабок. Нема, не е длабоко. А Не е он? длабоко. Ќе се соблече, што? Ајде малку контакт со природата, со водата, ти чисти. Држи ме. Ал ме хлодира. Ал ме е хлорка. Не. Сигурен сега ќе снимаш? Ќе отиде камерата, ќе те убијам. Ајде, братче. Камен. Одградуваме од ви. Можеш ли бе? Да. Можеш ли возбелен су? Да бе брат, перек. Ама силен млас има, еј. Ал ме млазулјка. Чекај, морам да пазам ја и кај снимам, и кај движам, и кај носам 17 торби на мене. Бе, кај ќе најде бе, Стефан, ваква сестра на лично зна. Те пазам ја, сте гледам. Ајде, браво. Првиот тест го поминав. Само 3 преминувања на река. Уште имаме. колку? Уште 3. 3 преминувања на река. Само 3, да. Ајде, чичолорд. И ако газиме боси, еј. Опа, нова територија. Ова? Тутун. Еве како изгледа тутун. Еј да. Еј, ако керове, еј. Дај. Он е голем, не сака нас. Не сака. Знаеш, се куче како ќе пристапиш така. Дај лепо там, дај. Дај ти джину. Кај си ти джину, кај си ти? Кај си ти, убавецу? Кај си ти? Кај си ти? Ајде да не браниш од тоа лошото куче.
Мајсторе, кучиња! Иди, вој бакан. Мајсторе, колку овци имаш? Не знам бројки. 47. 47, браво. Сега кај што се наоѓаме тука, порано било селото Долно Ризари се викало. Ово тоа село, ваму се наоѓало селото, сега нема ништо останато, освен таму беше старата црква, сега е градот одново. Само тоа е останато од селото. Гробиштата беа таму горе на видот, а овде кај беше селото. А пештерата каква е долго? Пештерата дознав додека одев по печурки, јас собирам печурки. Аха. И случајно јас догледав пештерата. Ме фасцинираше затоа што влезот на пештерата е направен како свод. Ќе видите сега ќе одиме таму. И е преубава пештера. Одма ме привлече. Тоа е убаво, не знам дали медитирате, тихувате такви работи, пештерата за тоа е убаво. Не сум медитирал никогаш. Па еве сега ќе пробаме да медитираме, понекогаш. Јас тихувам, го викам тоа тихување. Па посмирен се осеќаш. Да? И некои работи претходно што те нервирале, веќе не те нервираат. Кога каснам видео, ти само измедитирај. Да. Пречка на патот. Еве ги на Марта другарките. Марта! Тешка се. Македонската природа. Знаете ли што е најзначајно? Што е многу кротка, гостопримлива. Па немаме ништо отровно, нема отровни пајаци, нема отровни жаби, нема животни што може да не нападнат. Значи само те повикува, види. Мир. И нема друга ваква природа. Натаму е негде пештера? Гостопримлива, натаму. До каде сме? Мориме малку, види. А немаме уште многу. Колку одиме до сега? Немаме уште многу. До сега одиме 10 минути. уште 15-20 минути. А до тука сме 40-50 минути. Да, да. Тама. Па толку. Ајде малце ќе изгибнем, ајде. Види, не можам со патика да го стигнам, Димче. Глеј. Ај. Види. Ла. Димче, не ти е добро, брат. Напорно. Леле, боз гази овде. На таа сензација. Сега одиме по работ на карпите, за 300 метри часуваме до пештера. Сега имам уште малце, ваму е многу стрмно, само пазите. Ще одиме по работ на карпите, па у случај да падне некој, мило ми беше што запознав. Драго ми беше. Ај. А ако се откажеме сега на предизвиков? Ако се откажете сега на предизвикот, сите ќе видиме живи и здрави вратени дома, ама ќе нема 100.000 предплатници. Одиме. И може само да ги маваш вам. Како Со мачетата. ти планираш јас тука? Мавај со мачетата таа. Чекај. Мавај ги трња. Мавај. Не се погодиш сам. Јебе матер. Многу е. Ај. Тасово и Стефан, до вчерашен јутубер, но авантурист. Каде сега? Натаму одим уште. Браво, уште одим. Ајде. Златен подкаст. Не се пријави за ова. Ајде. Одиме уште нагоре, човече. Кај идеш? Димче, Олав, сега да сакам назад нема. нема веќе назад враќање. Како ова? Ај. Олек, Чекај. како ова кривина е поштена. Ај. Чекај застани. Значи за патот не треба многу да се зборува, видите ги само како изгледаат пуштени. Живим да те волим. Ја не се пријавив за ова. И јас. Ти давам отказ. Златен, а? Фала. Абе, Срам ми беше да повар. Абе, златен подкаст. сакаш да ти кажам најак плот твист на видео? Се будим од пештери, Димче го нема. Се смее. Еј, слушаш? Како да дојдам? Како да дојдам? Чекај, Димче, ти викаш патов го одиш за да си преспиеш пештера, Да, некој често. Да, често. Стасавме. Ајде сега. Дали вредеш овој пат? Кажа се ставам. И шо кажете, ќе јадеме кафе? Ќе јадеме компир. Ќе медитираме, ќе се наполниме со енергија, ќе отспиеме, утре ќе видите како многу. И секоја чест за предизвикот што завршите, браво ти. Браво, секоја чест. Рака, ќе ти Кој би пуштам рекол? утре кога ќе го завршам. Кој би рекол? А еве Стасавте до пештера. Не, предизвикот е да отспиеме,
24 сати му дојде. Ќе Тоа преспиеме. сега преживяваме, може пештерава вечер мечка ќе ни да. Може ти ќе напиштиш. Може ја ќе напиш. Може кој што договараме лор да го оставиме Да сам. не остаи, нема да знам да си одам. Па тоа што сум крв цели нозе. Па рачуна дека онкон одеше патот бос. И продолжува воз да годи. Па не зема патики. Браво. Шо направи? Секој бав склопот. А? Како е? Ал сам се испразни. Се избриша? Да. Да го сум изморен, брат. Ау, сполајти. Ке раскажеш ли сад малце околу пештерава? Пештерава е многу уникатна, затоа сите пештери одат наднатре во Карпите, ова пештер оди право. Ова изгледа баш како живеалиште, ова како тераси, ова како влезови. Ова сум почнал соба за зимно време да греам. Ваа пештера најверојатно правена од луѓе, затоа што порано пештерите ги правеле со оган. Ти кој имав долнатина во Карпати и запалиш оган, оно почине да пука. Ти само ја рониш. Па палиш оган, па пука, они само ја рониш, така правеле в долнатина. Да. Во самите Карпи. Во самите Карпи правеле вештачки пештери нашите предци. Кај што печеле варовни, кај што и користеле за многу работи со помош на оган. Значи оганот ја пука карпата и после само ја рониш. И ова изгледа баш како таква пештера. Јај наму да видиш, ова се како слоно, знаеш како е правено. А тука дори имаат направени и оджак, да видиш. Дали е природен, дали е вештачки, за колку се гледа има догоре оджак направен. Оджак. Да бе, да оджак. Отвор има догоре. Мене уште не ми ја се како си ја нашол. Она ме најде мене. На ваков пат. Она ме најде мене. Ова пештера било некој време населена од луѓе. Да? Да, сигурно. Сигурно било. Си нашол некакви остатоци нешто? Па има остатоци од вештачки материјали, има некои остатоци. Ова е вештачки материјал. Нешто дзидале тука. Некогаш, видиш? Ова не е карпа. Може да се види. Гледаш? Позвола гледаш колку изглижено, ама седел некој. Види колку е ова изглижено. Шо ако излижаме да ме седел? Логика неква. Вамо имаат набора отварано, дали е природно, дали е вештачко. Целата пештера изгледа како да е конструирана за живот. Прво треба дрва да собереме, чекайте, не заврши почине работата. Како тоа дрво. Па како ќе запалиме огин? Треба да собереме дрвија. Па како се береме дрво? Се враќаме назад, ке дека. Чао. Сори, па и чао да му кажам не можам. Првиот најреален YouTube предизвик. И да сакаш да го фейкаш, не можеш. Не можеш да се Не вратиш. можеш назад да си одиш. Требаше да мислите пред да дојдете и да се нафанете. Ама се надевам дека ќе се претплаќаат сега овој предизвик. Бесплатно. Затоа што е реален, бесплатно и треба да те поддржат, да. А ти и тебе. Заради тоа што си реален. Ова ќе му дојде као 90 специјал. Вака треба да спиеме сега до 7 савај. Па се гледа одморени ќе бидеме. Одморени. А ја утре имам подкаст. Оу. Кога е сега? Само ти имаш утре подкаст? Да, и ти имаш утре подкаст. Значи имам уште 12 сати да си исполни челенџот. Односно до 7 сабајле. Сега е 7. Пештерава некако по-удобно ја очекував. Стефан? Јас не зедов кебе. Ке го делиме, така? Ами душекот е баја ги тесен. И душекот е тесен. Душекот е тесничен. Ама ќе се топлите, бе. Ќе се Фу, кетеринг пештера. Доброто е што нема мрежа никаква, така да мислам доброто. Не е добро, али нема телефон, завршуваме од сега со телефон. Шо е сега? Ми се свијаше слоганот што го изрази. Викам, има луѓе што живееле вака. И вака треба да те остави човек, за да сватиш што имаш. Топ ми е, брат, ама за едно саат и пол. Феноменално препорачувам на сите да се дадете на пештера во животот. Бе, добре, проблемот ми е сега што треба да седим уште 12 сати. Ова е добро да го искуси човек уште 2-3 сати, таман. Али сега што се размислам како ќе спијам тука и така. Ќе спиеш, но се затвориш. Димче? Разбудиш. А на каде е тоалетот? Горе е насправо. Ова е јако. Не слушаш како капе казанчето.
Не, многу е јако што сега ако сакаш да идеш у ВЦ не можеш да идеш пошто сме у воздух. Не, стварно. Ки испаднеш надвор, ќе копнеш малку. Тук, лево. Тоа имаме туалетна хартија, ќе се Има? копнеш малку, да. Оу, Стефан ми вика со копривом. Прво ја ќе те снимам, сакаш да пробаш? Не, Од бе. гравот ти. Стефче, направи просторот и знаеш дека вечерова. А чекај, еден душе ќе не буше да ни мене. Ама тој да им го ставиме на нив. Уште еден. Еј, ти тука вака ќе си легнеш. Јас со Марта вака спијам. Ла, кои Само компарации може ми ги направи. Добро бе, да, нема да видам како Марта вечерова. Еј, слушај, ќе идам јас да покопам малце. Ни домат земавме, ни сол земавме, ништо не земавме. Ма ние сами си се донесовме тука, сами си се земавме. Ние си дојдовме какви што сме си. Тоа е најголемото богатство. Друго се ни е плюс. Еј, Ви кај ги крши, човек. као. Стрейт. Нацистам. Гледаш сите си со свој филм, Димче си. Уј да ти ево, what the fuck? Што ти е бе? Ние оде треба спиеме. Да, он ќе не чува. Видја мрежава, бра. Ау. Дај да може да ми падне на глава да распијам вечер. Пау! Цвици! Со пиздо матер. А вие се плашите од пајаци амелијаците кои ќе дојдат сега. Ај си, бра, заеби предизвик. Сега кои ќе се стемни идат лилијаци у пештерата, ама не се опасни. Ама не се бај, озбо. Да, ма не се опасни. Не, ќе си одам, јас живи Господ, нема да чекам утрото. Стефче. Ау, почнува вечерта. Сега идат лилијаци, може диво животно да дојде, може сокол да дојде. И да направиме ред кој да го жртвуваме прв. Почна да летаат лилјаци луѓе од лагата. Идовме два пајаци, еден лилјак. Луѓе треба да седим уште 12 сати утре. Само снимајте ги лилијаците, да. И тие големите кои ќе дојдат снимајте, и тие се поинтересни. Види го сега. Мажи што има до мене и не се плаши. Пички ќе бегаме. Е, по наздравје, нека ние јадеме компир. Печен компир, да. Ја да ви кажам вака дека ви го препорачувам на сите ово искуства, сосема нешто ново, од целиот тој ритам што го живееме и се време што трчаме по нешто. Овој човек вака малце се смири. Липче си живее вака 15 години. Па да, па секој може да живее на овој начин. Многу е лесно, само треба да проба. Тоа го кажувам јас стално. Ништо повеќе, затоа што постојат многу други светови. Кога си во град, мислиш дека само тој свет е што го гледаш околу тебе. Да? Не знаеш дека постојат други светови. Сега ние сме фактички во друг свет. Да. Скрос. Како Ние сме тука да доживееме искуство, неограничено искуство. Не треба да се задоволуваме само со едно единствено искуство. Си успеал во нешто, окей, пробај нешто друго, пробај нешто трето. Да. Значи животот е искуство, Зашо луѓе шуме се што избегаваат вакви работи? затоа што ги плашат. Уште од мали ние сме плашени, ако видиш сите тие приказки, сите хорор филмови, ние имаме страшни приказки, црвен капа ја јаде волкот кога оди во шума. Да, преска предата лилјак и се извадив на фон. Да, поради филмовите. А фактички овие лилијаци кај нас јадат само овоши. У реалноста. Да, Ама у не се. филмовите они се опасни зверки кои не напаѓаат нас. Значи целта на сета таа пропаганда од деца ни нас да не чува во градовите, за ние може да им работиме нив. Оти ние сите ако живееме во природа, ако имаме собствена храна, собствена вода, никој нема корист од нас, само ние самите. И тоа е целта. Да, И- на тој начин си го живее животот, онака како тебе што ти одговара. Епа ние живееме на овој начин сега во ова модерно така наречено општество 50 години, тоа го зборувавме. Да. А нашите предци живееле илјадници години на овој начин. Не зависеле од никој. Не зависеле од системот. А сега системот не набута во градови и пробува да не плаши. Значи, прво не навлече на хедонизам, ни даде се. И сега тој хедонизам си го наплаќа. Право си за тоа со системот, меѓутоа ако се бориш и работиш за себе и го работиш оно што сакаш, можеш да работиш и против системот. Меѓутоа што викаш ти, знаеш, треба човек да си најде некоја средина. Епа тоа е баланс да Баланс. си најдеш, да.
Ама ти еве се осмелуваш и пробуваш. И ти гледаш дека е супер. Ако не се осмели, секогаш кога гледаш и со скепса тоа. Добро, но филмче сега да пуштам. Ало, Сач кафе, може да донесете нешто? Ништо, дечки, ние ги зелеме компирите, ќе спиеме и се гледаме секако са бајле не изгри сонце, па потоа се враќаме до кај него дома. Фала ви што не гледате на ова долго видео толку многу. Се надам дека ќе останете до крај. Топли браќа. Што направи? Добар ден. Ова се последните моменти од вечерта. Никад близко. Никад поблиску. Да, никад поблизко. Ој, Добар песа нозе. Еве кај спиеме. Зашо ваква ни направи дискурс херија? Па за да уживате, малку се сближите повеќе. Ништо, тоа е добра ноќ од нас, добра ти ноќ и тебе. Топли браќа и така. ти натака, јас навака. Честито. Лордче, Цицо, добро утро. Ау, марма. Чекај да не умрам се на крај. Чекам изгре сонце, за да можеме си одиме спиењето како хотел со 5 звезди. Со мојот топол брат Лорд спиевме топ. Све ме боли. Марта пробува да му убеди цел живот да го правим ова и после оваа вечер дефинитивно нема да го правам ова. Еве колку има останато вода. Додека да стигнеме, но добри сме. Димче, што ќе кажеш за крај ти вака? Дали е успешен предизвикот? Па да, предизвикот испадна супер. Живи здрави сте. Преживе. Да видиме дека е цел, дека преживеат. Цела е. Цела е. Ладничка малце, смрзна денеска. Не. Чека пати, не чека бањење во река сега да се... Не. Да се освежиме. не. Затоа што немаме кафе, ќе се расониме во најблиската река. Не пијам кафе, јас и онак. Предизвикот е да се раздени. Еве го готово е разденето е. Така да во реката може да се избањаш ти. Спремен си? Ајде на сад. Ал ми ради нека кичмене боломе ме раде. Шведска маса. Капенија? Многу субави, пробај. Ај Стефанче, закуси. Многу убаво. Боље се од копривите. Па добро. Добро. Знаеш што те чека? Не. Ова е усвари последната работа за денес. Само треба да се одесам шорце. А тебе знаеш дека тебе те чека? Можеш да дадеш отказ у моментот, ако сакаш. Викаш да ги дигнеме? Еј! Ајде, Стефан. Ајде, одиме у вода! Знаеш колку е ладна ова? Леле! Сега има да биде сензација. Ајде! Расудување! На кој му треба кафе? Господи! Имаше река ладна. Па ние мајка родила. О, шит! Не ме ни хладира, он ме боли. Па кај се? Какво будење ова, утринско? На кој му треба повеќе, да? Шо полу? Ја ти позвочам секој се најлюби вака се Немам буди. циркулација во нозете. Секој се бајле вака треба. Шубаво. Преубаво. Ти успеам. Ова е последен предизвик за денес. Ако паднам, смете ми се. Ама нема логика, реди? Нема. Да! Родила! Еве! Чеки муш. Не сме готови.
Што догоре да идам вака? Вака да идам? Оу, сензационално. Осеќам се сензационално. Добре, Еј! кој сами од крај. Ние го направивме че од сабајле до вечер до сабајле. Ништа, чекајте сега се видиме со Димчо да еме од ја. Го. Опа. Кај си? Кај идеш? Натрес. Ова изненади сега максимално. Ви ма фацата, ајде лордке, ајде лубеничка. Ајде. Фала ти, Димче. Ништо фала и на вас за дружбата. Чекај да јадеме прво, после ќе кажеш чао. Не бъркам тоа. Да не ни правиш само со видео. Магла. Дурдуе Димче, отиде лубеницата. Ајде. Отиде Бостон. Живели. Живи. Живели. Голишно. Ето тоа. Тоа ти прават, како се вика, сензации. Сенза. Ај, ја да не кажувам крај, ти кажи. Ти како си помина со нас? Беше многу убаво. Искрено беше убаво и беше интересно. И мене беше интересно. Затоа што и очекував до така нешто да биде интересно, да биде весело. Да, невообичаено. Да, ама очекував повеќе да се жалите. Да? Да, Не бе, зашо? очекував повеќе да се жалите, ама не се жалевте. Не бе, го беше. Беше супер. Фала ти многу што не прими дома, што не ја покажа. Фала ви и на вас што Ако одолеавте. живееш, фала ти и тебе што надржаше. И се надам дека нема да е први последно држање. Сто говориме, Чекај сега, да. треба и Марта да ја донесем. Па нареден предизвик. Нели Марта сака? Да, може нареден предизвик, ајде Може, нареден. може. Ете може и да ти пишат ако сакаат. Да. Како сакаат да те видат, Е. што да правиш. Вие пишете, ние што можеме ќе направиме, не претерувајте, ќе ве замолам. Претерувајте, јас ве молам да претерувате за затоа ю- што е смешно. Ти си за јутубер Затоа роден. што е смешно, да, мене ми е смешно, јас се забавувам, да. Исто. Фала ви многу што бевте дел со нас од ова видео. Пак ќе кажем на крај, не забравајте да ставите лайк и сабскрајб, подиме до 100.000 и чувајте ми се. Чао!